Најново издание на регионалните вести. По повод неделата на имунизација, лекарите од Гостивар со апел до родителите редовно да ги вакцинираат своите деца. Вакцината останува најважна превентивна мерка против заразните болести, потенцираат медицинарите. Процентот на вакцинирани деца во Гостивар и Гостиварско е задоволителен, оценуваат лекарите. По повод неделата на имунизација што се одбележува од 20 до 25 април, упатуваат апел до родителите да го почитуваат редовниот календар за вакцини за да ги заштитат децата од заразни болести. Имунизацијата е на прво место, ги штитиме нашите деца од заразни заболувања, а со тоа расте здрава популација и понатака имаме здрави дечиња. Апелирам до родителите. Вакцинацијата, кажувам, е заштита за нашите деца, а додека ако не ги вакцинираме децата, сепак се тие незаштитени. Вакцината останува најважна превентивна мерка против заразните болести, сметаат епидемиолозите. Во Македонија со вакцинација искоренети се опасни заболувања како дифтерија, детска парализа и други. И покрај антивакциналните кампањи, сигурни сме дека вербата во вакцинацијата како една јавно здравствена превентивна мерка и една од најисплатливите медицински интервенции со чија помош медицинската наука не само што го намали бројот на заболени од одредени заразни болести, односно нивниот морбидитет, туку успеа да елиминира, односно ерадицира одредени заразни болести. Како што е, например, дифтеријата, опасна заразна болест која што во нашава држава не е регистрирана од 1987 година или пак детската парализа која што не е регистрирана од 1987 година. Европската недела на имунизација во Гостивар се одбележува со различни активности, предавања, посети и едукација на населението, но и пронаоѓање на деца кај кои има пропусти во имунизацијата. Процентот на вакцината по општината Гостивар е добар, но секогаш кажуваме може да биде уште подобар. Затоа наша работа е да ги бараме децата кои што се одселени, кои што се од ромска популација или па незаинтересирани родители кои што не сакаат да ги носат нивните деца на вакцинација, сепак да размислат уште еднаш и да ги заштитиме на крај нашите деца. Сепак. Вакцинацијата според редовниот календар во Македонија е задолжителна со закон. Неофицијално на подрачјето на Гостивар 20 родители кои одбиле да ги вакцинираат своите деца ќе се соочат со пријави и казни. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Културна интерактивност помеѓу албанската филологија и филолошките науки во регионот е темата на меѓународната конференција по филологија која се одржа на Тетовскиот универзитет. Па денес сме тука по повод втората меѓународна научна конференција во организација на Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетова. Насловот на научната конференција е културната интерактивност помеѓу албанската филологија и филолошките науки во регионот и пошироко, синхрониски и диахрониски димензии. Така што ова е втора поред, како што кажавме, меѓународна конференција. Првата беше одржана во 2014 година во месец март во чест на покојниот професор Фадил Сулејмани, првиот ректор на Државниот универзитет во Тетово, а еве оваа година 24-25 април ја одржуваме и втората меѓународна конференција. Можеме да посочиме дека во рамките на научниот одбор на конференцијата учествуваат повеќе звучни имиња, како од нашиот универзитет, професори, нели, така и од странство, така што, ако ми дозволите, би споменала, да речеме, еве професор доктор Виктор Фридман од Универзитетот во Илинуис, Чикаго, потоа професор Шеза Ирукај од Универзитетот во Тирана, Албанија,
професор Агрон Туфа од Универзитетот во Албанија, имаме професори од Майнхем во Германија, понатака од Франција, од Матео Мандала од Универзитетот во Сицилија, Италија и така натака, така што можеме да се пофалиме навистина со еден успешен научен одбор. Што се однесува до учесниците, имаме околу 65 учесници, не само од Република Македонија, покрај кои што учесници од Државниот универзитет во Тетово, учествуваат исто така, имаме професори од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Понатака имаме исто така голем број учесници од универзитетите во Тирана, во Елбасан, во Драч, во Скадар, од Приштина, имаме од Ѓаково учесници и така натака. Поетскиот караван на Друштвото на писателите денес помина и низ Тетово. Поетскиот караван се реализира во рамки на проектот за дисперзија на културните настани во земјата. Поетскиот караван на Друштвото на писателите на Македонија денес гостуваше на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Циклусот од 17 поетски каравани за годинава Друштвото на писателите на Македонија го реализира во рамките на проектот за дисперзија на културните настани во земјата. Друштвото на писателите на Македонија продолжува убавата традиција со поетските каравани низ земјата. За годинава предвидени се 17 поетски каравани во повеќе градови низ Македонија. До сега бевме во Крива Паланка, во Свети Николе, во Штип, во Битола и на детскиот поетски фестивал Ракатки. Ево денеска гостуваме на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и нас не импонира што во една ваква интелектуална средина, во еден образовен, културно-образовен и центар, ќе можеме да го презентираме творештвото на нашите членови. Доаѓаме со една екипа од истакнати 20 на членови на нашата писателска асоциација од различни генерации и сметаме дека ќе имаме еден настап кој што ќе им остави впечаток на овдешната публика. Поетскиот караван се одржува во рамките на проектот за дисперзија на културните вредности во земјата. Оваа манифестација ние ќе завршиме во декември на денот на раѓањето на големиот македонски поет Блаже Конеси, кој што беше прв претседател на Друштвото на писателите на Македонија. На тој начин ние оставаме белег на она што се создава сега во творештвото на нашите писатели, но придонесуваме и за афирмација на литературното творештво во непосреден контакт со читателите, со љубителите на литературата. Кој денес најмногу сака да чита поезија? Сите сакаат да читат поезија и посебно не радува наш поетите што во овие контакти што ги имаме со публиката, дека имаме и потенцијални пишувачи на поезија. И фактички доаѓаме до она сентенца што е позната дека сите ние пишуваме поезија. Пред љубителите на литературата настапија 20 на истакнати поети, членови на Друштвото на писателите на Македонија. Присутните можеа да ги слушнат поетските стихови на Олга Арбулевска, Рисул Шабани, Санде Стојчевски, Славица Дабевска-Кироска, Јусуф Едип, Братислав Ташковски, Кочо Топузовски, Христо Петрески, Делвина Керлуко, Стојан Тарапуза, Весна Ацевска, Раде Силјан, Сеида Бегановиќ, Велес Милевски, Елена Пренџова, Миле Јовановски Поречанец, Адем Абдулау, Оливера Доцевска, Паскал Гилевски и Александар Поповски. Песната ја пеат лебедите не при крајот, туку пред почетокот на летот. Ја нема ниту во една оземна книга. Таа нема зборови, ни рими. Се сликува единствено со ритамот на билото, со трепетот на душата, со лепетот на крилото, во синилото на небото, стихувана со виножитото. Во небесната библиотека, скриена, чека да ја открие поетот. До сега караванот гостуваше во Свети Николе, Крива Паланка, Битола, Штип и на фестивалот на детско литературно творештво Ракатки. Тридневен саем на електрични алати и машини во Тетово организира Бау-центарот Ампер од Тетово. Заинтересираните уште утре ќе имаат можност да ги посетат штандовите на Bosch, Metabo, DeWalt, Makita, Unior, кои се поставени на платото пред Бау-центарот Ампер. Целта на саемот е за прв пат да се представи во Тетово целокупната понуда на алат на македонскиот пазар што се нуди во моментов.
со сите новитети, промоција на специјални, специфични производи кои што вообичаено не може да се видат во секојдневната понуда што се дава во фирмата, што се нуди во фирмата Джекса. Мини сајмот трае 3 дена. Вчерашниот ден интересот беше голем. Денешниот ден секако поспецифичен, очекуваме и поголем интерес и трае до крајот на утрешниот ден, заклучно со сабота. Попладнето ќе биде завршен. Има добар интерес, има многу посетители со многу прашања. Во моментов овде се изложени 7 фирми од различни бранши. Пред се и најмногу електричен алат, значи бормашини, пили, брусилки, електрични пили, буквално се на еден мајстор што му треба во неговата секојдневна работа. Се работи за професионални алати, со еден мал сегмент и на алати за домашна употреба, но акцентот е сепак на нешто што досега пазарот го нема видено во Тетово. Вакво случување сметам дека и пошироко не е организирано и се заблагодарувам на фирмата Джельсам што и нам како продавачи и застапници на светски фирми и за можноста и купувачите тоа да го видат и да научат работи кои што досега можеби во праксата и не ги користеле. Со соопштение до медиумите денес се огласија од Социјалдемократската младина на Тетово. Каква иднина можеме да очекуваме кога со месеци средношколците и студентите се најгрубо игнорирани, заплашувани, уценувани од страна на владата? Каква е таа држава која не сака ниту да ги сослуша најперспективните и најпрогресивните групи во ово општество? Младите се гарант за напредок во ово општество, за враќање на изгубените вредности на моралот во државата. Тие сплотено направија авангардно движење за подобро високо и средно образование, соопштуваат од Социјалдемократската младина на Тетово. Зад средношколците, студентите и наставниците не стои ниту политичка партија, ниту организација, ниту поединец или група. Зад нив стојат лошите реформи, лошите политики и замисли на властите, притисоците, лошите услови во кои ја следат наставата, неквалитетните режимски учебници, сиромаштијата. Младите веќе не молчат, сега гласно бараат права. Денес кога се одбележува денот кога Универзитетот Свети Кирил и Методи го добил своето име, денот на основањето, представниците на институциите треба да бидат помеѓу сегашните и идни студенти, заедно да чествуваат и разговараат за подобрување на образовниот систем, но властите немаат образ да се појават пред нив, па и овој ден ќе го поминат сокриени во просториите на квази Министерството за образование и наука, соопштуваат од Социјалдемократската младина на Тетово. Четиринесетте црни вречи кои полицијата ги донесе рано утрото на железничката во Велес сведочат за она што се случи доцна синоќа на пругата Скопје-Велес. Мртвите тела расфрлани на 1 километар од станицата Пчиња, истражителите ги собраа до доцна во ноќта. Афганистанците и сомалијците кои тргнале кон подобар живот во Европа не успеаја во нивната намера. Меѓународниот воз од Солун кон Белград налетал на групата од 50 на мигранти кои одморале на шините. Дел од нив избегале, но 14 мина не успеале да се спасат. Полицијата приведе 8 мина кои ја преживеа несреќата, а се очекува да бидат однесени и на распит во обвинителство. Денеска до јавното обвинителство ги предадовме доказите за конструираните случаи пуч и подкуп, изјави Зоран Заев. Нема докази за извршено насилство кон представници на највисоки државни органи и шпионажа, туку напротив има насилство врз уставниот поредок на Република Македонија од страна на Никола Груевски, Сашо Мјалков и група лица околу нив. Затоа бараме јавниот обвинител да се одважи и веднаш да ја запре конструираната постапка за пуч и да го прекине кривичниот прогон од криминалците. Груевски и неговите соработници
Во овој момент до јавното обвинителство се даваат дел од доказите за таа масовна операција на нелегално прислушување. Останатите материјали и доказите ќе бидат доставени во соодветна фаза на правната постапка, но конечно сите докази кои што се сопственост на Република Македонија, а се во раце на опозицијата, ќе бидат доставени до соодветните државни органи, штом се исполнат условите. Извршната власт да биде разделена од правосудната власт, рече председателот на СДСМ Зоран Заев. Од студентскиот пленум денеска реагираат на оставката на деканот на правниот факултет Борче Давидковски, кој изјави дека се повлекува од функцијата поради притисоци од власта. Од пленумот соопштуваат дека се свесни и не ги живеат најславните денови на демократијата, но на крај на ум не им било дека ќе следи таков политички реваншизам на еден од најгласните поборници за квалитетни реформи во високото образование, правниот факултет. Според нив еден од последните бастиони на слободната мисла е најсурово изложен на тиранија и репресија од страна на узурпаторите на универзитетот, но и демократијата во целина, а како директна последица на тоа е и оставката на Давидковски. Неколку стотини луѓе протестираа против законот за хонорарци. Протестот го организира платформата за граѓанска политика Ајде. Според нив законот е неуставен и со него се прекршуваат неколку уставни права и принципи, а истовремено се врши грабеж врз голем број на граѓани. Учесниците на протестот носат жолти налепници со пораката не за неуставните закони за хонорарците. Ова е трет протест на незадоволните хонорарци. Тие првпат протестираа на 22 декември, непосредно пред законот да стапи во сила, а вториот протест се одржа на 13 февруари. Законот беше донесен за време на летните одмори минатата година, а стапи во сила во почетокот на оваа година. Еден месец по стапување во сила, владачката партија излезе со предлог за измени на законот. Двајца тетовци ножеска биле физички нападнати од две лица кои претходно правеле неред на улица. 17-годишна девојка се обидела да се самоубие со скокање од метална ограда кај железнички премин. Од билтенот на СВР Тетово информација за четворица повредени во сообраќајка во Гостивар. Физички нападнати двајца тетовци од две лица кои претходно правеле неред на улица. Настанот се случил ноќеска околу 1 часот и 20 минути во Тетово, кога нападнатите на возраст од 64 и 68 години излегле од дворот на куќата на едниот од нив откако слушнале врева на улица. При тоа забележале две лица кои гласно викали и удирале по возилата, а кои веднаш се нафрлиле на нив, удирајќи ги со тврди остри предмети, клоци и тупаници, пошто избегале. Нападнатите задобиле телесни повреди и набрзо се пренесени во Тетовската клиничка болница. По окажаната помош тие се пуштени на домашно лекување. Идентитетот на напаѓачите веќе им е познат на службите на СВР Тетово и денеска ќе бидат повикани за расчистување на случајот. Извршени увид, пронајдени и подигнати се траги за вештачење, како и еден метален пендрек. 17-годишна девојка од Тетовско вчера околу пладне се обидела да се самоубие со скокање од металната ограда кај железничкиот премин на излезот кон Скопје. Но за среќа брзо реагирал 30-годишник кој ја забележал искачен на оградата и ја спречил во таквата намера. Потоа се јавил во полициската станица Тетово и повикал брза помош. Девојката била пренесена во Тетовската клиничка болница, укажана е соодветна помош, а потоа е пуштена дома. Во присуство на родител нешто подоцна повикана е во СВР Тетово. Разговарано е со неа за мотивите да се одлучи на тој чекор и се расчистува случајот. Од билтенот на СВР Тетово информацијата за четворица повредени во сообраќајка во Гостивар. Незгодата се случила вчера попладне на крстосницата на влезот во Гостивар, во близина на надвозникот за Врапчиште. При судирот на двете возила, двајцата возачи и двајца сопатници од возилата задобиле телесни повреди, пренесени се во Гостиварската болница, укажана им е помош и пуштени се дома. Извршен е комплетен увид на местото на несреќата и се утврдуваат причините и се е друго поврзано со истата, додека вкупната материјална штета се проценува на околу 90.000 денари. Младите волонтери од Црвениот крст Тетово и нивните пријатели преку забава ќе му помогнат на семејството Ристовски од Сиричино. Утре во пензионерскиот дом во Тетово ги повикуваат сите хумани луѓе да дојдат и да дадат придонес преку забава да обезбедат дел од потребните градежни материјали за изградба на нивниот нов дом.
Овие 6 средношколци и студенти се единствените кои после екипата на Бобе Јуниор покажа иницијатива за помош на семејството Ристовски од село Сиричино, кои на крајот од минатата година останаа без својата куќа. Утре ќе организираат хуманитарна забава во пензионерскиот дом во Тетово. Иницијативата е покрената од волонтерите на Црвениот крст Тетово во рамки на националната програма промоција на хумани вредности. Ние сме волонтери од Црвен крст, од проектот ЦКПХВ, односно Црвен крст активности за промоција на хумани вредности. Организираме настан кој ќе содржи 25 април, тоест утре, во пензионерски. Целта на овој проект е да се помогне на загрозените луѓе кои имаат потреба од Црвен крст. Во овој случај тоа е семејството Ристовски од село Сиричино. Со собраните средства од забавата ќе бидат купени дел од материјалите за изградба на куќа за семејството Ристовски од Сиричино. Покрај тоа ќе му бидат донирани облека и средства за лична хигиена, а на влезот од пензионерскиот дом ќе бидат поставени и кутии за донација. Во соработка со Црвен крст доаѓаме до проект кој ќе се организира утре во 22 часот во пензионерскиот дом. Значи ние сме таа организација која стоиме за сето тоа што ќе се организира утре. Значи почетокот е во 22 часот. Картите се 50 денари, што на никого нема да му представат проблем. Сето тоа ќе оди за семејството Ристовски. Сето тоа ќе оди кај семејството Ристовски, кој остана од декември прошлата година без својот кров, кој никој не е заинтересиран да им помогне, и ние дојдовме во соработка со Црвениот крст, кој ќе помогнеме максимално. 80% од заработката од оваа забава ќе бидат донирани за загрозеното семејство, кој ќе има исто така и кутии кои ќе бидат поставени пред објектот и внатре во објектот за забавата. Таму ќе можат да донираат тие што нема да бидат во можност да дојдат на забавата. Во овој момент заинтересираноста е голема. Ги апелирам до сите хумани луѓе во Тетово кои можат да помогнат да дојдат на забавата и да покажат дека се хумани. Покрај паричните средства, ние ќе собереме и други средства, како што се средства за лична хигиена, облека, за да им се доволат основните животни услови на тоа семејство. Да оставиме белек во општеството, порачуваат овие млади хуманитарци и ги повикуваат утре сите кои сакаат добра технозабава да бидат дел од неа, забавувајќи се да им ги обезбедат дел од потребните градежни материјали, за да пролетва конечно семејството Ристовски ја започнат градбата на нивниот нов дом, без кој се цели 6 месеци. На програмата на телевизија КИС вечерва во 20 часот ќе се емитува великденскиот концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово. Компанијата Авточајка на ден 25 април сабота ќе организира тест возење на возилата од марката Тојота. Возилата ќе бидат поставени пред трговскиот центар Палма Мол во сабота од 10 до 15 часот. Дваесетина политички лидери и високи представници од светот се собраа денеска во Галиполе во западниот европски дел на Турција за да присуствуваат на комеморацијата по повод 100 годишнината од битката во Првата светска војна меѓу силите на Западната алијанса и војската на тогашната Отоманска империја. Битката кај Галиполе на тесниот полуостров покрај брегот на Мраморното море се смета за една од најкрвавите во Првата светска војна, во која на двете страни загина околу 141.000 војници. Борбите почнаа во април 1915 година со поморска и копнена инвазија на сојузниците на Галиполскиот полуостров со намера да се скрши отпорот на отоманските војници и оттаму да се продолжи кон Константинопол, денес Истанбул, и за да се освои. Во светот и во Ерменија денеска се одржаа комеморации по повод 100 годишнината од масакрот врз ерменците во Отоманската империја.
Во ерменскиот главен град Ереван, председателот Серж Саркисјан и неколку светски лидери положија цвеќе на споменикот во чест на жртвите. Ерменија убиството го карактеризира како геноцид на што Турција се противи. Меѓу присутните беа и председателите на Русија и на Франција, Владимир Путин и Франсуа Оланд, како и председателите на Србија и Кипар, Томислав Николич и Никос Анастасијадес. Лидерите на Европската Унија се согласија тројно да го зголемат финансирањето на операцијата за спасување на бегалците на Медитеранот. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск по вонредниот самит на Унијата изјави дека шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини добила задача итно да ја подготви операцијата Тритон со цел спасување на животите на луѓето кои бегаат од земјите погодени со кризи во Африка и на Блискиот Исток. Туск потенцира дека проблемот нема да биде решен само со спасување на луѓето, туку дека ќе биде неопходно развивање на криумчарските мрежи и уништување на бродовите што тие ги користат за шверц на луѓе. Поранешниот директор на Американската централна разузнавачка агенција ЦИА, Дейвид Петреус, е осуден на 2 години условен затвор и на парична казна од $100,000 поради давање тајни документи на неговата љубовница и авторка на неговата биографија. Претходно тој се согласил на спогодба со судот, односно ја прифатил вината за неовластено поседување доверливи документи. Петреус поднесе оставка на функцијата во 2012 година, кога медиумите ја обелоденија неговата врска со Пола Бродвел, која пишувала книга за него. Во последните 24 часа се случиле 2 ерупции, а вулканот и натамо не е стабилен и постои опасност од нова ерупција. Облакот чад од вулканот Кабуко на југот од Чиле се шири кон останатиот дел од земјата и кон Аргентина, што предизвика да бидат откажани летови од аеродромите во двете земји. Во последните 24 часа се случиле 2 ерупции, а вулканот и натамо не е стабилен и постои опасност од нова ерупција. До сега околу 4500 луѓе се евакуирани од областа и за сега нема забележано ниту една човечка жртва. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Попладне со услови за слаб локален дожд, дуваше и слаб до умерен јужен ветер. Температурите се движеа од 8 до 21 степен Целзиусов. Според управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд, особено предпладне. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурите ќе се движат од 7 до 22 степени Целзиусови. Тоа беше се што ви подготвивме во најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.